Американскиот председател Доналд Трамп објави дека преку телевизијата ќе се обрати на нацијата откако делумната блокада на федералната влада влезе во 17-тиот ден. Ова покажува дека републиканскиот председател нема намера да се откаже од неговото ветување за изградба на ѕид за кој верува дека ќе ја спречи илегалната имиграција и трговијата со дрога. Тој на декемвриската средба со демократите во Конгресот изјави: I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our country. Демократите во Конгресот велат дека ѕидот ќе биде скап и неефикасен. Според нив, ѕидот е во спротивност со американските вредности. Сепак, притисокот за постигнување договор веројатно ќе се зголемува како што почнуваат да се чувствуваат ефектите од делумната блокада. Трамп, како што претходно објави Белата куќа, планира в четврток да ја посети американско-мексиканската граница. Посетата најверојатно е со цел да се истакне загриженоста за безбедноста. Федералната влада делумно е затворена од 22 декември поради барањето на Трамп во буџетот да бидат вклучени над 5 милиарди долари за изградба на ѕидот долж границата со Мексико. Од тогаш околу 800.000 владини работници или се испратени дома или работат без плата. Трамп во минатата недела рече дека ова може да трае неколку месеци. Демократите се вратија во Вашингтон и од новата година ја имаат контролата врз представничкиот дом. Во овој дом е усвоена и легислатива за повторно отворање на владините агенции, но не е вклучено и финансирањето на ѕидот. По неуспешните викенд разговори меѓу администрацијата и демократите, Трамп рече дека бариерата може да биде направена од челик наместо од бетон, како потенцијален компромис од демократите, кои одбиваат да го финансираат, наведувајќи дека постојат други гранични безбедносни мерки кои биле поефикасни и поекономични од ѕидот. Трамп ја посети јужната граница во март лани.